Наташа, добро утро од Кратово и срдечен поздрав до гледачите на Сител телевизија. Не случајно денеска сме овде во Кратово, музеот, каде што ќе разговараме со нашиот соговорник, директорот на музеот, господинот Драган Ѓоргиевски. Што поточно денеска ќе се случува во Кратово, ќе ни каже самиот тој. Да, денеска токму на 131 година од раѓањето на нашиот гимиџије револуционер Павел Шатев, точно во 12 часот, Државниот архив на Република Македонија и Музеот на град Кратово ќе извршиме промоција на 3 книги од Павел Шатев, кои што беа досега неиздадени, кои што беа како архивска граѓа, меѓутоа денеска ќе го видат светлото на денот, така да 3 книги денеска ќе бидат промовирани. Знаеме дека Павел Шатев зад себе остави околу 4000 страници ракопис. Дали можеме да очекуваме наскоро дел од тие ракописи да излезат од печат? Како што кажав, значи денеска ќе бидат промовирани 3 книги, и тоа Историјата на Македонија, потоа Борис Арафов биографијата, тоа е 3ти том, и полициското досие на Павел Шатев, 4ти том. Имате ли одредени сознанија што пишува во полициското досие на Павел Шатев, или тоа останува тајна за вас со оглед на тоа дека делото излезе пред неколку дена од печат? Па сите оние кои ќе дојдат на промоцијата на книгите ќе се запознат пошироко со полициското досие, кое што навистина е обемно, како што кажате вие, над 4000 страни, така да денеска ќе имаме можност и пошироката јавност да се запознае со полициското досие, кое што е доста обемно и кое што е водено од 1948 година до неговата смрт 51 година. Знаеме во полициското досие кое што е водено од страна на УДБА, односно од државните полициски служби, е водено од страна против Павел Шатев, и знаеме како и починат во 1951 година. Гледачите веројатно ќе ги интересира во каква состојба е семејната куќа на Павел Шатев во која се родил. И дали воопшто вие како музеј имате истражувано за семејната лоза на Шатевци? За жал неговата куќа, семена куќа која што се наоѓа во Кратово и во многу руинирана положба, односно е во распадната состојба, така да не постои, а пак не е преземени некои мерки да се заштити како спомен куќа, така да во Кратово го немаме тоа задоволство да ја видиме куќата на Павел Шатев. Исто така има доста неговиот име и презиме, го носи самиот плоштад, или Павел Шатев, додека пак улица во Кратово се уште нема, но се надеваме дека во најскоро време ќе се именува и некоја улица со името Павел Шатев. Значи, според ваша процена, Кратово и граѓаните на Кратово се уште не му се одолжиле во потребната мера на својот великан, на можеби еден од најпознатите ликови кои што се родиле во Кратово? Па Државниот архив на Република Македонија и Музеот на град Кратово прават напори. Кажав дека со овие книги, со промоцијата, со промовирањето и со издавањето на овие книги се дава еден голем придонес во расветлувањето на овој наш револуционер Павел Шатев, кој што знаеме како бил дека прв министер за правда. Меѓутоа и Музеот на град Кратово со неколку изложби кои што беа посветени, со тематски изложби, историски изложби на Павел Шатев, која што беше изложена дури во Македонскиот културен центар во Софија, и со издавање на неколку книги, односно на каталози и други пропратен материјал, мислам дека Музеот и Државниот архив на Република Македонија се должија на овој наш кратовец и познат гимиџија Павел Шатев. Наташа, ги поканувам сите оние кои што се почитувачи на ликот и делото на Павел Шатев денеска слободно да го посетат музеот во Кратово.